Народниот правобранител денеска побарал од владата да се зајакне системот на безбедност на граѓаните и што побрзо да се смени законот за лекови во делот на паралелниот увоз, дознава откако Нова го објави истражувањето за паралелниот увоз на лекови, каде се отвори сомнеж дека 40% од лековите што доаѓаат на ваков начин се фалсификат. Народниот правобранител започна истрага. Министерството за здравство побарало од сите болници да достават итна информација за набавка на лекови во 2016 и 2017 по основ на паралелен увоз и интервентен увоз. Истрагата уште трае, податоците се обработуваат бидејќи се работи за комплицирана и опсежна анализа. Лекарската комора му ја одзема лиценцата за работа на гинекологот Николче Дамчевски, кој 9 месеци лажал пациентка дека е бремена, а притоа и давал и терапија со што го загрозил нејзиното здравје. Ваква одлука донел второстепениот совет при судот на Честа по жалбата на Дамчевски против одлуката на првостепениот судски совет при судот на Честа, со која времено му се одзема лиценцата за работа во траење од 7 години. Оваа одлука е конечна. Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија изрази благодарност до бугарскиот патриарх Неофит и до членовите на Светиот архиерејски синод на Бугарската православна црква, кои денеска донесоа решение за писмото од Македонската православна црква. МПЦ посочува дека двете цркви имаат одговорност пред своите едноверни, благочесни и православни народи кои споделуваат мношто заеднички христијански вредности низ вековниот опстој.